Во ова издание, трансатлантските односи и изборите во САД, експерти за очекувањето од двајцата председателски кандидати кон НАТО. Борбата против климатските промени е една од главните прашања од интерес за младите американци кои ќе гласаат на 3 ноември. COVID-19 со жесток удар врз вториот најголем синџир на Кина во Америка. Ке ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Сојузниците на САД во НАТО одблизу ги следат председателските избори. Понекогаш трансатлантските односи беа затегнати под председателството на Трамп, но некои му одаваат признание за неговото инсистирање дел од сојузниците во НАТО да преземат поголем дел од товарот. Хери Рижвел со деталите. Кусо време по неговата победа во 2016-та, председателот Доналд Трамп објави дека НАТО е застарена организација, бидејќи, како што рече, не се справува со тероризмот. Тоа ги алармираше сојузниците кои веќе беа вознемирени со руската инвазија во Украина. До 2017-та тонот на Трамп се промени. Сега се борат против тероризмот. Реков дека е застарена организација, веќе не е. За Европа непредвидливоста е тешка, вели аналитичарката Џули Норман. Сакате сојузник на кој можете да сметате, особено сојузник како САД, кои традиционално се многу важни. Што мислат сојузниците во НАТО за ривалот Џо Бајден? Бајден според поранешни изјави секогаш бил наклонет кон НАТО, а НАТО е стожерот на британската безбедност, па и воопшто на европската. Поддржувачите на Доналд Трамп велат дека неговите дела говорат. Председателот нареди префрлање на американските трупи и опрема во Полска во 2017-та. Тоа е неголемото прераспределување на НАТО по студената војна. Тој останува популарна личност во Полска и во други поранешни советски републики. Некои од овие држави веројатно би преферирале Трамп да остане во Белата куќа. Но во случајот со Германија, голем европски сојузник, Трамп го обвини Берлин дека потфрла во однос на уплатите за НАТО и дека планира да повлече 20.000 војници стационирани во таа земја. Иако неговиот тон е недипломатски, председателот ја кажува вистината што Европа не сака да ја слушне, вели политичкиот коментатор Метју Парис. Тој инстинктивно се покажа во право за доста работи. Како дека треба да се спротивставите на Кина во однос на трговијата. Во право е за придонесот во НАТО, во право е дека сите европски држави не ги исполнуваат своите обврски. Цврстиот став од Вашингтон кон Кина можеби нема да се промени независно кој ќе победи на изборите, вели аналитичарката Џули Норман. Многу демократи, вклучувајќи го и Бајден, споделуваат иста загриженост како Трамп за Кина. Исто мислење имаат и многу европски држави. Најголемото трансатлантско несогласување за време на администрацијата на Трамп се климатските промени. Многумина во Европа го гледаат Бајден како поблизок кон нивните ставови, вели аналитичарката Лесли Винјамури. Мислам дека е јасно за Европа дека во залог е многу нови избори. Ова е можеби најважното прашање на меѓународно ниво за следните 10-15 години. Од Русија до конфликтите во Либија и на Блискиот Исток до тензиите со Турција, Европа се соочува со бројни стратешки предизвици. САД веројатно ќе играат клучна улога без оглед кој ќе победи во ноември. Младите американци кои ќе гласаат на овие избори бараат мерки во борбата против климатските промени. Гласот на Америка разговараше со поддржувачите од двете партии, републиканската и демократската, за тоа како сакаат да бидат надминати овие предизвици. Возиме низ САД со електричен автомобил за да покажеме иновативен начин заснован на пазарот за совладување на климатските промени. 22-годишниот републиканец Бенџи Бейкер вели дека конзервативните вредности може да ги решат климатските промени. Треба да се направи еден вид трансформација и ова прашање да не биде само залажба на демократите. Републиканците и конзервативците обично живеат во рурални области на фарми, ранчеви и планини. На нив им значи животната средина. Групата на Бейкер предлага климатски договор, кој меѓу другото бара да се користи технологија за отстранување на јаглеродните емисии од фосилните горива, додека се одвива транзиција кон почиста економија. Многу демократи го поддржуваат новиот зелен план, кој предлага побрзи и посеопфатни мерки.
Сепак, многумина се отворени за двопартиска дискусија. Можеме да дебатираме за политиката и да правиме компромиси. Во основа веруваме дека секој човек заслужува да живее во свет без пожари и поплави. Но во пресрет на председателските избори во ноември, пандемијата на COVID-19 и економијата се тоа за што американците се најмногу загрижени. Кога се во прашање климатските промени, има огромна разлика меѓу поддржувачите на председателот Доналд Трамп и на неговиот противник Џо Бајден. Само 17% од поддржувачите на Трамп велат дека климатските промени се важно прашање на овие избори. Од друга страна, 68% од поддржувачите на Бајден велат дека климатските промени се многу важно прашање за кого ќе гласаат. Сепак таа партиска поделеност е видливо помала меѓу младите, покажува анкета на истражувачкиот центар Pew. Младите републиканци навистина веруваат дека државата треба да приоритизира развој на алтернативни извори на енергија како ветерната и сончевата енергија. Тоа е доста голема разлика, бидејќи постарите републиканци се уште поддржуваат техники за употреба на фосилни горива и јаглен. Прашањето за климатските промени беше малку дискутирано на првата председателска дебата. Гласачите под 35 години сакаат да слушнат повеќе. Ова е прашање кое заслужува повеќе време од нашите кандидати, бидејќи се работи за нашата иднина. Сакаме младите гласачи да бидат поодговорни за работи кои се однесуваат на иднината, како промени во дневните животни навики, но и да разговараат со нивните законодавци. Независните гласачи кои сочинуваат 40% од електоратот, според групата Независно гласање, поддржуваат големи структурни промени независно од нивната возраст. И покрај тоа што младите американци можеби се разликуваат во нивниот пристап кон климатските промени. Тие сакаат решение. Повеќето млади луѓе цврсто веруваат и се согласни за важноста од постапување на овој проблем. Зошто се прифаќа дека владата на САД не може да направи промени во начинот на решавање на проблемите со кои се соочуваме денес? А предизвикот за младите гласачи сега е нивните барања да ги преточат во акција. Обично помалку од половина од младите луѓе излегуваат на гласање. Секоја четврта година има дебата околу тоа дали младите луѓе ќе гласаат во поголем број од претходните избори. Најотворен одговор е не знаеме. За крај на News Flash, компанијата во чија собственост е вториот најголем синџир на Кина ширум Америка, Regal, најави дека ги затвара сите 536 кина поради пандемијата. Маријама Дијало за импактот од COVID-19. Компанијата Cineworld на неодредено време затвора повеќе од 530 киносали на Regal во САД и околу 125 локации во Британија. Овој потек ќе се одрази врз 45.000 вработени, вели извршниот директор Муки Гридингер. Мислам дека дојдовме во ситуација кога не постои друга алтернатива. Ова е многу тешка одлука за нас, особено поради вработените. Не е едноставно. Групацијата ги затвори киносалите откако се рашири коронавирусот, но потоа ги отвори повторно во јули. На почетокот беше добро. Видовме дека на луѓето им недостига да одат на кино, но по одредено време стана јасно дека немаме понуда. А тоа е бидејќи филмските студија ги одложуваа новите филмови, како на пример најновиот Джеймс Бонд. За сега нема смисла да бидат отворени, вели директорот на Cineworld. Не бевме ликвидни, ако останавме отворени, ќе бевме како продавница за храна без храна. Моравме да ја донесеме оваа одлука. Во меѓувреме, компанијата AMC, најголем синџир на кина во светот, рече дека поголемиот дел од незините кина во САД и Европа ќе останат отворени. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме понеделник.